Граѓаните едва и чекаат модерен и функционален паркинг простор во клиничкиот центар во Скопје. По години хаос, нервози и секојдневна борба за паркинг место во кампусот клиники Мајка Тереза, со новата одлука на владата се отвара патот за подпишување договор помеѓу Министерството за здравство и градот Скопје, што треба конечно да стави крај на долгогодишниот проблем. Се најавува современ паркинг, катни гаражи и паметен систем што ќе го регулира метежот. Според последните најави од скопскиот градоначалник, се очекува проектот да биде готов во втората половина од годинава. Дел од пациентите се надеваат дека со новите паркинг места ќе се стави крај на безрадието. Други пак велат дека ни тоа нема да ја спаси ситуацијата. 2 сата што има вамо тamo не може да видиш, едно мајка ми е болесна на дијализа. На дијализа не можеш паркинг да ставиш. Видиш како е катастрофа и не можеш да излезеш. Како недам не се паркирам тука, се паркирам муџум тамо, далеко. И пешки доаѓаме. Вака е птен хаос. Не можат луѓето да се паркират. Паркинг во болница не смее да постои. Тука треба да идат медицински возила, што треба болни стварно да тотоварат. Ова е безобразно. Не верувам. Видите што се случува. Колку време баравте паркинг? 1 сат. Паркингот е болна точка за секој кој има потреба на скопските клиники. Секој ден иста приказна на скопските клиники. Редици возила, граѓани нервозни и метеж на паркинзите околу клиничкиот центар. Многумина од пациентите полесно стигнуваат до својот доктор отколку да најдат свое паркинг место. Планот на надлежните е да има околу 500 нови паркинг места. Град Скопје го почна процесот на реализација на 2 монтажни гаражи. Едната катна гаража предвидено е да биде изградена во непосредна близина на клиниката за гинекологија, а другата до клиниката за инфективни болести. Цените на паркинг услугата ќе бидат исти, а онколошките пациенти нема да плаќаат. Овој список дополнително ќе биде проширен. Проблемот со паркингот на клинички е децениски јазол, за кој досега ниту една власт не најде решение. Последен таков обид имаше екс-министерот за здравство Таравари, кој имаше идеја за јавно-приватно партнерство. Планот беше паркингот да припадне на приватен инвеститор, кој ќе менаџира со него одреден број години, додека не ја поврати инвестицијата. Овој план пропадна бидејќи се појавија сомнежи дека тендерот наводно бил наместен за контроверзни фирми од соседството.